Со невидливи сензори, камери и жестоки казни на патиштата се соочуваат возачите во Германија. Ова е особено изразено во последно време бидејќи германската сообраќајна инфраструктура е под невиден притисок поради континуираниот раст на сообраќајот, а најголема главоболка задаваат тешките камиони кои дополнително ги уништуваат старите мостови и автопатиштата. За конечно да застане на патот на прекршувањата на прописите во товарниот транспорт, на германските автопатишта наскоро започнува заселен надзор на претоварените возила. Ова брутално прецизна контрола ќе се спроведува на вкупно 16 клучни локации ширум земјата. Што за ова велат од Макам Транс? Генерално земено, кога се работи за западна Европа, превозниците се свесни дека во сите држави, не само во Германија, се многу ригорозни во однос на изрекување на казни, па дури и за најситни прекршоци, така да се обидуваат да ги следат сите прописи за да не дојде до нерационално казнување и изголемување на трошоците на превоз. Првиот пилот контролна станица веќе е поставена на одмориштето Рур Шоле Гуз, веднаш до автопатот А4 во правец кон Келн, а незиното официјално пуштање во сообраќај е планирано за наскоро. Многу е различно. Значи, постојат тие така наречени сигурносни казни, кога и самите контролни органи не се сигурни дека се во право, меѓутоа сметаат дека ќе казнат имаше од 1500 евра, 2500 евра и даваат можност на превозникот да се жали, да достави докази и да докаже дека не е крив и парите му ги враќаат. За Германија ова е во целост така, значи навистина ако нема одредена грешка, второстепената комисија која ги проверува сите тие изречени казни, одлучува и ги враќаат парите. Пред воопшто камионот да стигне до самата контролна точка, специјални сензори вградени директно во асфалтот на автопатот го мерат оптоварувањето на оските додека возилото е во полна брзина. Доколку овој паметен систем препознае дека камионот е претежок, веднаш се активираат електронски сигнални табли на патот, му наредуваат на возачот веднаш да се исклучува од автопатот и да се упати директно кон контролната станица.